Добар ден, почитувани. Вие следите уште една нова Телма амбуланта. И овој петок емисијата ја реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Денеска фокус ќе ставиме на болестите на бубрезите. Што се тоа бубрежни цисти и дали нивната појава е причина за загриженост? Колку се чести карциномите на бубрезите и каква е манифестацијата на симптомите? За овие две болести на бубрезите денеска разговараме со доктор Горан Балевски, уролог-хирург во клиничката болница Жан Митрев. Разговорот ќе го проследите по рекламите, а ќе имате можност и вие да се вклучите со ваши прашања во програма. Останете на Телма. Во денешната Телма амбуланта зборуваме за ракот на бубрезите и бубрежните цисти со доктор Горан Балевски, уролог-хирург во клиничката болница Жан Митрев. Докторе, добре дојдовте во Телма амбуланта. Добре, најдови, благодарам на поканата. Колку често се јавува ракот на бубрезите? Па ракот на бубрезите е така и чести, не можам кажам дека е толку чест, меѓутоа со 1% од 3% од вкупната корелација со сите карциноми, последниве години е доста чест и доста актуелен. Баш сега, од кога ме поканавте, ги отворат дневниците во клиниката Жан Митрев. Во последните 2 месеци сме оперирали околу 6 карциноми на бубрек, што воопште не е мала работа. Сите биле високоинвазивни, значи веќе во напредната фаза, така да од тој 3% што е во вкупната популација, можам да кажам дека моментално некој голем пораст има на самиот на инциденца на карцинома на бубрек или рак на бубрек. Има ли објаснување науката зошто расте бројот на пациенти со Па веројатно е пораста на бубрезите? сите малигни болести воопшто во целата популација. Па и на овој карцином. И на овој карцином, како и на сите карциноми. Науката има објаснување, се вкупно начин на живот, загадувањето, сите начини на исхрана, сето тоа влијае на појавање на зголеманата инциденца на карцинома бубрек. Меѓутоа е добро што овие имаме нови диагностички процедури, операции кои што порано и ги немале, сега има одлична и апаратура, да речам, и диагностика, така да За навреме за да се навреме открие тоа е многу болеста. битно. Навреме се открие. Дали ризик фактор е возраста, односно дали почесто се јавува карцином на бубрези кај постари лица или пак има форми на овој рак што ги засега и децата? Значи за голема среќа ракот кај повозрастните се јавува после 40-та година од животот, во главно од 50 до 70 годишна од животот. Се тука од ова класификација постои еден многу лош карцином на бубрек или рак на бубрек, тоа се јавува кај деца или новороденчина, тоа се нефробластоми кои се јавуваат од раѓањето до 3-4 година од животот. Така тоа се две различни скоро модалитети. Едниот е кај возрастните, а ова кај децата е сосема друга тип на карцином или рак или тумор на бубрекот. А кај возрастните, дали обича се открива болеста во почетна фаза, сега бидејќи има нови техники на диагностицирање на болеста или како и некогаш во понапредна фаза, бидејќи се инвазивни, споменавте дел од нив? Па видите, ние обично хирурзиве карцинома на бубрек го викаме интернистичка болест, бидејќи тие пациенти нас не доаѓаат од нефролошките центри, од интернистичките центри. Што е карактеристично за овој тумор или рак на бубрек? Тој се открива случајно. Значи нема бурна симптоматологија. За разлика например од калкулоза, која што има бурна симптоматологија со болки, со печени, пример ракот на бубрек, значи почнува доста подмолно. Може да има сосема благи болки, меѓутоа тие се откриени дури до 50% случаевите со рак на бубрек се откриени на случајни наоди. За разлика од порано се имаме добро што ехосонографски апарати малтене има секоја ординација и се добро обучени лекарите во цела Македонија да ги имали промени, да ги диагностицираат и да ги праќаат кај нас за дополнителни исследувања. Докторе, дава карциномот на бубрезите некаква болка специфична, карактеристична? Нема никаква? Па не мора да значи ки може да има обична тупа болка само во лумбалните или пределите кај што се позади, кај што се бубрезите. Неспецифична. Неспецифични да го занемари секој. Како што кажав, за разлика например едно камче да имате во каналот за мокре, може да имате 10 неподносливи болки. И секој различно, видите, болката секој различно ја манифестира. Некој може да го боли 2 години, да не се многу да не го манифестира тоа. Не е тоа на јака болка како што е при камчина или при инфекции, како да е удар со нож. Него е таа тупа болка, нелагодност и
Како така се јавува на контрола. Или при случај наод, интернистот кога ги моди за хипертензија, за било која друга болест, ќе најде дека има промени на самиот бубрек. Значи, зборуваме сега за овие причини кои што можат да доведат, уште малку ќе се задржиме на карцином на бубрезите. Дали кај лица кај кои што постои проблем со бубрегот, кои што се на диализа, може да се јави карцином на бубрезите, односно дали претходно некоја состојба води кон Сигурно дека води, значи она што викаме ние дека ако оди пациент на бубрек не му работат бубрезите или не може да направи никакви проблеми, тоа не е точно, значи напротив, луѓето што одат на диализа имат изголемени шанси од појава на карцином на бубрек, без разлика тие што се на хронична бубрежна инсуфициенција и на третман на хемодиализа. Друга исто голема причина е хипертензија, злоупотреба на аналгетици, пушење. Значи, исто така еден голем причинител за појава на карциномите на бубрек. Значи, хипертензијата ја оштетува функцијата на бубрезите, но истовремено може да биде ризик фактор и да доведе до појава на рак на бубрегот. Може да биде како причинител за појава на рак на бубрек. Па од друга страна, самиот покачување на притисокот го тера човекот да оди побрзо кај интернистот. И затоа реков, ова рачунаме ние хирурзиве како интернистичка болест, кај што ние сме крајниот екзекутор. А кога ќе се оштети функцијата на бубрегот поради покачениот крвен притисок и кога ќе се јави карцином на бубрегот, ќе има ли крв во урината? Крвта не му е во главните симптоми, меѓутоа не мора да биде доминантен. Значи од она триада кај што е болка, хематурија, температура, хематуријата е доминантен симптом. Значи тоа што прв пат се јавува кај нас пациентот. Бидејќи сите хематури, сите мокрење на крв, да не биде хематурија, значи повеќе медицински, сите мокрење на крв доаѓаат кај уролог. Тие прв пат доаѓаат кај нас како крв во мокрачата. И тоа што почнуваат сите дијагностички постапки за да откриеме од каде е таа крв во урината. Меѓутоа не мора да значи дека самиот карцином ќе даде директно крв во урината. Обично крв во урината даваат туморите на бубрек кои што се во пиелонскиот дел, во уретерите, тоест поинаков тип на карцином на бубрек. Значи, мистоположбата и типот на карциномот е поврзан со присуството или отсуството на крв во урината, а може крвта во урината да биде прикриена, односно да не се гледа, да биде минимална? Може да биде како микрохематурија, обично во лабораторија да се отчита неколку зголемен број на еритроцити, што во суштина и не мора да значи како доминантен симптом, затоа што и до 10-15 еритроцити кај при поголем напор бубрегот знае да пропушти, викаме ние тоа, или војничка она хематурија што викаме при напор, при пешадиски, при трчање може да пропушти по некој еритроцит, меѓутоа секој еритроцит во мокрача треба озбилно да се свати. Порано се сметаше дека ова форма на карцином е исклучително наследна. Па дали е променет тој став? Не е исклучително. Семената историја е важна? Има семена историја много важна, како моментално за сите карциноми, посебно новите генетски испитувања, е поврзано со наследството, со хромозомски аберации, со наследство кој ги добива, да речем, пациентот од родителите, од фамилијата, така да има поврзаност и то доста голема поврзаност. Споменавте дека на ехо преглед многу често карциномот на бубрегот е случаен наод. Но откако ќе се забележат некакви сомнителни промени, се прават ли некои дополнителни испитувања за да се потврди дијагнозата? Видите, по мене, значи и ние тука грешиме. Прво се прегледува пациентот физикален преглед, она што не учеле. Јас спаѓам во групата на постари уролози, со преку околу 30 годишни работно искуство во урологија. Најбитен треба да го прегледаме пациентот. Тој преглед значи дека треба да се стави и рака и на стомакот и на лумбалниот дел да се испипа до втор после тој физикален преглед и разговор, ехосонографија како втор најбитен и најлесен и неинвазивен преглед, кој што може секој интернист, уролог, па имаме ние и одлични специјалисти по општа медицина кои знаат перфектно да ви направат ехо преглед. Ако и мало е сумњиво, тоа што ја доаѓаат кај нас и продолжуваме после тоа со компјутери, магнети, ако има некој недокажани карварија на цистоскоп и останати инвазивни и поскапи, потешки инвазивни дијагностички процедури. Меѓутоа ехо прегледот е доминантен и најлесен и најноставен и најевтин. Постои ли некој маркер, тумор маркер, карактеристичен, специфичен за оваа болест? За жалост немаме некој маркер како што имаме кај простата, например ПСА, или немаме специфичен маркер кај бубрегот,
кај што ќе му кажем, ако е покачен, вие имате големи шанси, таква работа не постои. Значи тоа тумор маркерот Како некој маркер кој што е достапен за сите или кој што општ маркер да речеме? Мене тоа не ми значи многу. Тој општ маркер не мора да значи дека имате тумор на бубрек. Потребно ли се направи биопсија да се види ткивото на бубрегот за да се издиагностицира или доволни се по мене значи магнетната резонанца или компјутерската томографија? Ако ехото е докажано, ако компјутерот е јасен, ако се гледа пробив на капсулата, секоја боцкање или дополнително, јас не ги прифаќам. Тоа сум викаме ние хирурзиве, може да ми направи многу поголеми проблеми биопсијата него самата операција. Така да сега операциите и оперативните техники на бубрезите се спаѓаат во релативно не знаат колку комплицирани операции мора да кажам. И што се презема откако ќе биде бубрегот зафатен со некаков карцином, ќе се отстрани целиот, се отстранува дел, како изгледа, како се лекува? Значи многу е битно да се процени состојбата. Значи по мене многу ми е кој ќе докажам дека има пациентот карцином на бубрек, јас тој бубрек да кажам веќе го заборавам, го гледам здравиот бубрек. Значи морам да направам од другата страна проценка функционална на другиот бубрек, за да знам кој тип на операција да го направам на бубрегот што е заболен, што има карцином. Значи зависи од функцијата на другиот бубрек, Многу зависи затоа што зависи дали е туморот големината и местоположбата. Ако се туморот помал, тоаш може да се направи од некои операции кај што може да се сочува функцијата на бубрегот и да се отстрани парцијално, значи еден дел од бубрегот кај што нема карцином и тој да остане. Меѓутоа, ако другиот бубрек е добар, обично ние таа страна кај што е карциномот сме порадикални. Ако нема друг бубрек, значи има само единствен бубрек, тоаш правиме презервирачки операции, да ја сочуваме функцијата на тој бубрек, значи да имаме околу 1/3, за да пациентот не оди на диализа. Затоа што и диализата после операција на бубрек е голем Така веќе споменавте. И стресно и и ризик. оптоварување и ризики. Повторно за рак на бубрегот? Не само за рак, квалитетот на живот е многу битен. Да, многу е тежок животот со диализа. Многу е тежок животот со диализа и тоа си е веќе сосема друга оптовареност и на пациентот, и на фамилијата, и на целиот здравствен систем. Колку често оној здрав бубрек може исто така да развие карцином? Значи, скоро никогаш карциномот од едната страна, обично луѓето ме прашуваат дали од левиот може да ми се префали на десниот, меѓутоа карциномот на бубрек не метастазира. Така, од досегашно искуство, дали двајца и тројца пациенти сум имал да имаат прво карцином на бубрек на едниот бубрек, па после 5-6 месеци сосема независен од тој бубрек. Тие не се поврзани со друг на другиот бубрек. Тоа се многу ретки работи да добие малигна болест на двата бубрека. Споменавте дека не метастазира, нема потреба се прават, да речеме, рентген снимки на бели дробови за да се забележи? Не, тој метастазира, тој и то доста метастазира, меѓутоа немате на другиот не бубрек. На другиот бубрек, најповеќе метастазира во белите дробови. Така. И во коските. Са има бубрегот една карактеристика да тие ги викаме бизарни метастази. Тоа бил најадекватен македонски превод кај што може да даде метастажа кај што не дава ни еден друг орган заради позади окото, на увото, на некои места кај што воопшто неспецифични места и тука на рамо сум видел на пример и така да дојде пациентот да биде лекуван од промени на рамото, да има метастаза од карцином на бубрек во самиот рамен зглоб. Така да тоа е многу специфика за бубрекот. Тие се оддалечени кои одат по крвните садови бубрек. Двата бубрези се изразито васкуларизирани, пошто тие треба да Значи имат многу крвни садови. Значи еден крвен сад или еден крвен сад кој го рани бубрегот има околу 600 мл проток во минута. Значи двата бубрега имаат литар и 200 мл проток во минута. Значи тие за 4 минути целата крв од човекот треба да изфилтрираат. Само за 4 минути. Толку тие работат, значи тие се оптоварени органи. И низ тие крвни садови, тие се големи крвни садови кои излегуваат директно од главното стебло од аортата, може да метастазира на милиони начини целото тело. Бидејќи преку крвта всушност преку крвта има висока васкуларизација. Сад тие се типични они онколошки поставки, крвно, ливно, директно да метастазира.
А хемотерапија имаат потреба да примаат пациентите? Пациентите после нашата интервенција приман имунотерапија, кој тип и како ќе продолжи на тамошно порано многу ретко, не ни постоеше да. Меѓутоа последните години тие ги праќаме на кај онколози, многу е добро во тимот да имате и нефролог и онколог, значи хирург и онкологот е многу битен во целата постапка на лекување кај малигните болести. И тој ги дава, да речам, главните насоки, главните смерници како треба ние да постапиме, бидејќи ние пациентот го лекуваме како цела единка, не само како карцином на бубрек. Треба да се согледаат сите други работи, сите други состојби. Споминавте дека не секогаш радикално го отстранувате ткивото од зафатениот бубрек со карцином. Може ли, доколку не се отстрани доволно, ако останат некакви клетки, повторно да се развие овој малиген проблем? Видите, тоа е проценка сепак на хирургот, значи кога прави парцијална или кај што треба да се сочува функцијата на тој бубрек, многу е битно долниот дел, значи резната линија да биде во здраво. Значи све тоа што вадиме оди на патолог кој што ги кажува на тамошните смерници, ако вие местото каде што сечите со скалперот има клетки карциномски, тогаш не е тоа добро. Значи тоа сепак останува до проценката на самиот хирург, искуството и установата во која работи. Што говори вашето искуство? Каков е процесот на закрепнување по операцијата на пациентите? Па пациенти релативно лесно закрепнуваат после операции на бубрек. Ако се прави обична радикална нефректомија кај што се вади комплетно, значи релативно лесно закрепнуваат. Меѓутоа зависи исто каже во состојба на бубрекот од други коморбитети, значи дали има метастази. Тоа е веќе цел еден комплексен систем кој што зависат од повеќе фактори, зависи многу од самата анестезиолошка приспрема, централна интензивна нега, како се води пациентот. Значи не секој пациент е кандидат за операција. Нормално дека не е секој кандидат, секој пациент кандидат. Ако тој има метастази, ако има милијадници други состојби, тогаш вие може да му помогнете, ама не сте екзекутор. А постои ли некаква превенција? Па со однос на превенцијата да не се јави овој карцином. Па некоја превенција да нормално оние редовни прегледи, иначе превенција може да биде да не се пуши. Пушењето е директен причинител за малигни болести, и то не на клеточниот карцином на бубрек, меѓутоа најповеќе на вториот дел на пиелонскиот или од преодниот епител, кај што сигурно е зголеменоста над 30% кај пушачите. Дури постојат студии кај што на експериментални животни директно е гребени се да речам со никотини во кај скоро од 50 до 60% од тие експериментални животни се прави карцином на самото на тој тип на карцином на бубрек. Значи директна корелација. Директна корелација. Значи нема повеќе иако да речеме пушењето поминува из белите рови, меѓутоа таа крв ја филтрира бубрегот. Споменавте дека колку крв всушност поминува целата крв. Целата човекот се филтрира преку бубрегот, така да и исто така белите дробови никотинот и таму. Исто така луѓето кои што работат во нафтена индустрија, на бензински пумпи, кои што работат со тешки метали, со фарбање, доста често овој карцином на пиелонски се јавува кај луѓе кои што не носат маски во оваа индустрија, што се за фарбање на коли, на зидови и така натаму. Така да тука треба да е превенција и нормално редовни прегледи. Редовни прегледи, тоа е мислечи најдобра превенција и најдобро диагностицирање, посебно со што ехо преглед може да ви направи само Македонија малцене секоја втора, трета амбуланта. Ке ги вклучиме доктори гледачите од овој момент во денешната Телма амбуланта. Почитувани, емисијата е контактна. Доктор Горан Балевски, уролог хирург во клиничката болница Жан Митрев е нашиот денешен гостин. До сега зборувавме за ракот на бубрезите, а сега продолжуваме со уште една состојба што е релативно честа, а тоа се цистите на бубрезите. Па докторе, што се тоа цисти на бубрезите и како ти изгледаат? Па циста на бубрек е релативно бенигна проблематика на бубрегот, кој што се исполнети со бистра содржина, тие настануваат, да речем, како резултат на, можете она позната причина да знам, меѓутоа се ствараат како резултат на некои механички запушување и после не може да истекува
адекватна филтрација и почнува да расти. Цистите може да бидат огромни. Значи може да имате течност натре до литар, 2, да почнат да ја притиснуваат. Во бубрегот има Тие се циста огромна. значи тие се зависи на која позиција се. Обично може да бидат и надвор од бубрегот. Обично симплекс цистите се припоени на кортикални делови, тие одат надвор од оден конвекситет на бубрегот и ги притискаат органите во околината. Ние мислам дека пред 10 дена опериравме на огромна циста на бубрег, која што претходно беше пунктирана. Значи секоја циста не знаеше дека треба се потходно била пунктирана, исполнета со алкохол, не помогнало тој, моравме да ја отвориме, да земеме нормално биопсија, да ги исечиме ивиците и да осошијаме и така да тие се релативно бенигни, релативно лесни операции се. Не можам да ги плашам луѓе дека меѓутоа знаат да направат доста проблеми. Ќе проговориме за сите методи за пунктирање, потоа обработка на цистите, па и операциите, но да им дадеме предност на гледачите и нивните прашања. Добар ден! Веќе имаме двајца гледачи кои што очекуваат да се вклучат во програма, односно во денешната Телма амбуланта. Се надевам дека се слушаме со првиот гледач. Добар ден! Добар ден! Ајде можност да му дадеме на вториот гледач, бидејќи добив знак за 2 вклучувања во програма. Добро. Еве ве слушаме. Повелете. Во програма сте. На Телма амбуланта. Така, во програма сте, повелете. Вака, се работи за внукот мој. Така. Роден е 3 кг и 750 грама. Од почеток не напредуваше многу, па после тоа мислам почна да напредува, меѓутоа еве сега докторката ја слушам, кај мачките пенисот ако е мал. Гледам дека јас и кажувам на ќерка ми од каде ти е тоа, па викам спрема брат ти, гледам, викам, многу мал му е, викам, од бебе. И многу касно проде, уште не зборија, веќе има година и 5 месеци, ни мама, ни тата ми вика. И така да не знам дали треба нешто да се преземе, она го носи на зоб. Така, добро ви благодарам за вклучувањето во програма. Имајте предвид дека докторот не е нефролог-педијатар. Не, меѓутоа покривава точно. Покривате точно и ова, повелете. Да, мислам прашањето е типично, така. Типично уролошко, сем сегментот го покриваме делот и од детска, да речеме, урологија. Така. Посебно што со колегава со кој работиме, доктор Јович, двајцата во Жан Митрев клиниката сме бидени ученици на Сава Перович и со него сме работели и во Охрид и во Велес. Огромен број на детски случаи, посебно вака со микропенис, со неспуштени тестиси, така да ја советувам господјата обавезно да го донеси кога сме двајцата во амбуланта. И точно е дека може да има да е помал пенисот. Значи си постојат испитувања кај што треба да се одреди големината спрема возраста, дебелината на детето, постојат и масти, терапија, тестостеронски масти, све тоа си е во склоп на уролошката дејност, така да ја поканувам кога може од понеделник до петок. Значи има решение? Има решение. Посебно добро е што тие не ги кријат тие работи, децата обично ги кријат, значи ја советувам да го донеси обавезно детето, кај што ќе идеме дали тести се спуштени нормално во скротално, така. Големината на пенисот спрема возраста, дебелината многу е битно исто. Обично кај дете е многу битна дебелината на самото дете, бидејќи самиот пенис ако е детето предебело, го викаме тоа укопан пенис, го влечи самата дебелина. На внатре го влече? Го влечи. Се имат родителите таков впечаток дека пенисот се намалил бидејќи го влече. И се прави некои тестови испитувања, релативно се безболни, неинвазивни, така да слободно да дојде и мислам дека ќе најдеме 110 на 100 решение, 100% решение. Сигурно ќе најдете решение. Да, сигурно. Имаме многу искуство со деца. Многу, стварно, во болницата кај што доаѓам, преку 300-400 деца со детски аномалии имаме оперирано до сега, уште од времето го идеше Сава Перович. Така, ова е корисна информација да ја знаат сите пред се родители, да ги вклучиме и следните гледачи. Добар ден. Добар ден за следниот гледач, повелете во програма сте. Добар ден. Добар ден. Поздрав до докторот и до вас. Благодарам. Се јавувам да прашам, зашто докторот постави прашање дека хипертензијата, високиот притисок ги оштетува бубрезите. Дали нискиот притисок ги оштетува бубрезите?
Дали и нискиот, ако разбрам? И едно друго прашање, некогаш мокрам многу, а некогаш па ич не мокрам. Дали има нешто тоа врска со бубрезите или? Така, добро, ви благодарам за вклучувањето, повелете, докторе. Има врска, мислам, правило. Има бубрегот го контролира и притисокот. Значи, ако е притисокот доста помал, бубрегот ќе намали со мокрината. Аха. Значи, тоа треба да се дојде да се направат испитувања и од интернистичка природа и од уролошка природа. Така да тоа све е поврзано. Бубрегот не има повеќе функции, една од функциите е и регулација на крвниот притисок и нормално тој, вие ако имате некој огромно крварење во било кој од телото, бубрегот ќе намали, ќе падне тензијата и тој народски кажам се исклучува, значи прави некоја состојба од бубрежна инсуфициенција, кај што престанува да мокри за да хемодинамски изгледа пациентот стабилен. Така да све е поврзано, значи во медицината немате вие само еден орган па са ќе лечиме, него тие се изразито поврзани, затоа кажувам цело време потребно тој мултидисциплинарен пристап е многу битен, кај што имате интернист, нефролог, уролог, анестезиолог, да се донесе едно адекватно решение за квалитетно лекување. Така, тимски пристап Тимски за пристап е квалитетно обавезен. лекување. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден за следниот гледач во денешната Телма амбуланта. Дали го имаме гледачот се уште на линија? Не, се исклучил, добро. Продолжуваме понатаму. Докторе, дали во минатото се знаело за цистите на бубрезите како диагноза или пак диагностицирањето се појави во моментите кога се интензивира ехопрегледите? Се знаело сигурно за цистите на бубрегот порано, меѓутоа сега е тоа пофреквентно. Иначе за информација се оперирани цисти на бубрег одавно. Така да не можеме да кажеме дека ние како генерација почнавме и заврши па нешто намале. Меѓутоа сега имаме многу достапност од ехо компјутери, магнети, така да е доста пофреквентна. Порано се знаело. Видите, постарите уролози добро ги знаеле цистите на бубрег, добро оперирале. Ние и сега, кога ќе ми дојде на контрола, ви имате пациенти кои што се оперирани пред 30-40 години и јас стварно му честитам на тие уролози, безпрекорно се оперирани. Значи, хирургија на бубрезите во Македонија била на стварно завидно ниво. Значи, на огромно високо ниво однос на бивша Југославија во нова европската урологија. Така да постоеле стварно луѓе кои што ги работеле од професор, од Масин, па тие што се веќе да ги спомнам, што не се веќе ги оживите, меѓутоа ги знаеле тие цисти и ги работеле. Така да не можеме да кажеме дека со нас почнало од како и од како се појавиле неблагодарност према нашите учители. Така да но диагностиката сега е видите, тие подобрена. Циста на бубрег можете да диагностицирате тука на клупата, ако имате искуство, тие биле доста искусни со прегледи со рака. Вие можете циста на бубрег да е толкава голема, значи толкава на малтене да и не треба човек да е доктор, него да гледа пациентот, ќе види дека едната страна кај што седи бубрегот е како на бабрена. И тоа се оние огромни цисти на бубрег кои што може да биде до литар, две натре да има течност. Но тие може да бидат и мали? Може да бидат и мали, така да циста на бубрег е прашање дали кога треба да се оперира, како да се оперира и како да се третира. А диагностиката, ехото е златен стандард? Златен стандард. Јас, например, ако е мала циста, бистра содржина, не препорачувам дополнителни, сигурен сум дека е циста. Пациентот кажува дека има години, апсолутно. Значи ке повозрастните ли засебуваат, така? Може и кај помалите, и кај помладите, имаме тука една друга ентитет кај што тоа е полицистични бубрези, тоа ќе отрниме настрана. Тоа се пациенти со полицистични бубрези кои се наследни заболувања, кои што околу 50% завршуваат на диализа, значи тоа се сосема друг тип на болести. Ова зашто зборуваме овие симплекс цисти, едноставни цисти, кои што со бистра течност споменавте. Со бистра течност не гледам причина да се прават дополнителни иследувања. И изразито сум против ако вас на ехо ви е сигурно дека е таа симплекс циста, дека не прави никој присуд, дека е релативно мала. Пациентот ви кажува дека ја носи преку 10 години, апсолутно не гледам причина се прават дополнителни иследувања. Како што е пункцијата? Пункција, ни компјутер не му викам немаме потреба, ако си сигурен дека во тоа што го гледаш. Сад многу е битно пратење.
Што значи колку често? Еднаш во годината сигурно. Еко преглед советувам кај сите, и ако има и мало болки почесто, меѓутоа треба пратење, треба да се види дали расти цистата, колку расти за време на една година, дали содржината во цистата е заматена, бистра, дали има циста во циста, дали има некој натре, други, така да реков, тоа може да биде едноставно, меѓутоа може да биде посложено. Чекат неколку гледачи да се вклучат во програма, да им дадеме можност да постават прашања, да се извинам што почекаа. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас сум на врска. Така, вие сте во програма, одлично ве слушаме. Многу фини сте, госпожа Марија, и имате добар гостин. Јас сум постар човек, на бубрези се расправам од својата 24-та година, а сега сум 83. Така. Одма после потресот, земјотресот, имав страшни болки и имав камче во некоја незгодна состојба и бев опериран од професорот Даскалов. Од тогаш редовно си одев на контроли по предлог на докторите. Сега имам едно камче во бубрегот од 8 милиметра, кое мирува и за кое не се секираат докторите, така никаква терапија не добивате. Не се секирам. Али повремено. Молим? Така повремено каков проблем имате? Чувствувате некаква болка? Немам ни болка, немам ни болка, ниту крварење, крваво мокрење. Меѓутоа, една болка од левата страна можда се повторува едно 7-8 години повремено. Јас одам барем еднаш годишно на ехо. Ама не пронашле некоја болка, а податокот што го рече докторот од опасност од појава на тумор. Не знам што да превземам. Така, и страхувате да не е всушност некој тумор, од што би можела да биде болката. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Докторе, што би советувале? Господин? Би советувал, бидејќи добро тој си одел веројатно на редовни прегледи, колегите не насли ништо. Видите калкулоза на таа возраст што е спомна, ако е во каликсниот систем, не прави хидронефроза, не прави значи зголемување на бубрегот или оштетување на бубрегот како резултат на застој. Обично ова што кажува тие камчина под земјината тежа застануваат во долниот каликс и како што му рекале дека не е страшно, и јас истото би го рекол, бидејќи и да му направам било која интервенција, сега ги правиме тие ендоскопски, ќе направам повеќе иштетувања со самиот лазер, него тоа камче што ќе му направи целиот свој живот. Едино му советувам да оди на редовни контроли, и тоа е тоа. Ако и мало на ехото не најде никаква причина, со оглед треба се свати годините, со оглед на неговите години, ако нема хидронефроза, нема промени, апсолутно со еден ехо преглед му е доволен да е сигурен дека нема да има никакви. А болката може да потекнува од друго место? Може да потекнува, камчината даваат болки, како ова што кажува, даваат такви болки. Тој нема тупа болка, него понекогаш го фаќа и му поминува. Така да со некоја лесна терапија мислам дека ќе се стабилизира се тоа. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Во програма сте, ве слушаме. Добар ден. Поздрав. Ви благодарам. И до докторот и до вас. Едно прашање до докторот. Јас пред едно известно време имав проблеми нешто со бубрезите, кај интернист бев, ме пуштија на магнетна во Битола. Така. Во Битола ми најдоја едниот бубрек 45% да работи, другиот 54%. И друго ништо не ми има во извештајот напишано. Кога се вратив јас кај интернистот, кога ги виде резултатите, не знаеше што да ми кажи докторкава. Епа сега докторот го прашува, што може сето тоа да понеси? Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете, докторе. Кај пациентката е веројатно правено или ДТП или ДМС, кај што тоа се испитување, кај што ја кажуваат процентуално
колку е функцијата на едниот и на другиот бубрек. И во една вкупна вредност од 100%, двата бубрека добро работат. Значи едниот 54, другиот, значи тие работат горе-долу задоволително. Тоа испитување што е направено и ние го правиме доста често, за да видиме колку во севкупната бубрежна функција учествува левиот, колку десниот бубрек. Ако нема мака и ако нема болки, самата процентуалност на двата бубрека е одлична. Значи нема потреба од никаква загриженост, доволно е уште еден ехо преглед и со тоа завршува целокупното уролошко исследување. Тие проценти нека не ја плашат, затоа што тие 54 и 44 ако ги соберите, не, тие како вкупна функција на двата бубрека се рачунаат 100%. И едниот учествува со 54, другиот со 44, може едниот да учествува 60% и другиот 40%. Значи тоа е всушност бројката што тоа е функцијата бројката што е кажува, нека не се загрижува, така да. Всушност има одлично бубрежно здравје. Има одлична бубрежна функција, одлични тие се скенови на бубрек. Тоа е одлично испитување, тоа е скенско испитување, така да сигурна постапка. И советувам само уште едно, меѓутоа чим на бубрезите и работат, воопште да не се плаши. Така. Убаво што ја го појаснивте, да научиме уште нешто ново во денешната емисија. Впрочем, во оваа емисија секогаш гледачите, еве заедно јас со нив, учиме нешто ново за нашето здравје. Докторе, кога станува збор за цистите во бубрезите, доколку се тие поголеми, допираат некаков крвен сад и слично, а се едноставни, треба ли да се третираат? Бидејќи споменавте доколку се едноставни, не советувате. Ако се едноставни и ако не прават дополнителни реперкусии во останатите органи, тоаш требаат само контроли. Меѓутоа цистата може да порасти огромна да се направи. Брзо растат цистите? Не мора да значи. Значи некош сме имали пациенти да има цел живот циста од 5 санти, некој без знае, не да еднаш во 1-2 години да му порасти, така да тоа не зависи ни од пациентот, нити некој има студии зошто таа циста која 15 години седела, па најнаш почнала да расти. Она што нас како хирурзи, да речем, не интересира е колку прави таа обструкција на изводните канали од бубрегот, на уретерот, колку прави издолжување на артеријата на бубрегот, колку качува притисок или дали прави компресија спрема сите останати органи. Значи, начините на операција се ова што кажав со аспирација, второто е да се направи или лапароскопска или класична цистектомија, односно да се извади само цистата, бубрегот си останува, сигурно не се вади и нормално се зема две постапки, има првата постапка се зема содржината од самата циста во шприц се болница цитолошка анализа и нормално и виците од цистата до самиот ткиво од бубрегот оде на хистопатолошка анализа за потврдена дијагноза. Доколку се извади со пункција содржината на цистата и потоа се направи со алкохолна склерозација. Така склерозација се нарекува тоа. Така наредски кенем. Добро. Постои ли шанса повторно да се создаде доста да рецидивира. Јас доста во мојава кариера скоро околу 90% пошто тие пациенти ни доаѓаат од веќе пунктирани и покушана таква, голем процент они повторно се јава, така да хирушката метода и лапароскопска и класична сепак е доминантна, подобри резултати. Ке вклучиме гледач, добар ден за него. Добар ден за следниот гледач во денешната Телма амбуланта. Добар ден. Добар ден, ве слушаме, повелете. Имам циста на левиот бубрек. Така. Годишно ми расте 7 мм. Дали ме слушате? Така, имате циста која што годишно расте 1 мм. За сега колкави се димензиите на цистата? Дали знаете? Колкава е цистата? Дали знаете? Не можам да ви кажам, знаем, само не можам да ви кажам колку е голема. Јас беше неколку години, можда 5-6 години, редовно кај Жан Митрев во Струмица, беше редовно кај доктор. Така, редовни прегледи правите, контроли? Преку тоа постојано ми кажуваше, па и на други места погодам вака, на ЕКО, и Претпоставам прашањето ви е дали растот од 1 мм е загрижувачки и што да се преземе понатаму. Така? Претпоставам викам прашањето ви е дали растот од 1 мм е нешто што треба да загрижи и што да се преземе со вашата циста.
Така, ви благодарам за вклучувањето в програма, повелете, Не доктора. гледам дека ова нешто загрижувачки, тој 1 милиметар зависи и во која позиција и какви се мерките на самата на самиот ехо, само ако доаѓал пациентот редовно, апсолутно нема потреба за загрижување, така да ехосонографистот или интернистот сигурно го би го пратил ако и мало му е нешто сумливо или би направил дополнителни исследувања. Тој 1 милиметар во суштина не значи нешто страшно. Значи сето тоа може со години да се следи и да нема само никаков да се следи, проблем. Са не знам колку точно години го треба со години да се следи, меѓутоа тој не кажува дека има некои појаки болки, само следење еднаш годишно и тоа е тоа. Другото не гледам причина дека нешто треба дополнително се прави. Дали цистите се обичаат симптоматски или пак даваат тегоби, доколку не се големи? Симптоми може да дадат тупа болка, понекогаш може да прсне, да дава побурна болка, ретко даваат мокрење во крв, меѓутоа знаат да направат притисок на самиот изводен канал од убрегу, на уретерите, на пиелонот и да дадат делумна обструкција и тогаш се болките и симптомите побурни и тоаш обично тоаш доаѓаат кај нас. Докторе, може да откажат бубрезите доколку цистите почнат нагло да растат, еве со години биле мирни? Ако е симплекс не. Ако е симплекс на циста не, а тој друг Кои се тие другите? Другите се тие се полицистични бубрези. Тоа се група од цисти, како гроздови? Тоа се група гроздови? како гроздови, тоа се наследни заболувања, имаат во фамилијата, дали се тоа кај возрастни, дали кај деца и тие во главно имаат полоша прогноза, 50%. Они ми завршуваат за диализа и вие ако ги прашате и во фамилија, ќе видите дека и родителите и потомството му знаат со таков тип на цисти, тие ретко се оперираат, само се контролираат. Аха, значи тие не може да се Тие оперираат. се мултицистична, полицистична болест, посебен ентитет е тој, тоа главно го водат нефролозите и тие ретко се оперираат, скоро, освен ако не направат големи инфекции, пиелонефрити, воспаленија, значи тоа е значи да биде озбилна. Тоа е полицистична бубрез може да се јави на другите органи, не само на бубрев, на црниот дроб и така натака. Доктора, смеат тие да се пунктираат? Не. Не смеат ли пунктираат? Тие се огромен број на цисти. Многу, како грозд, баш точно рековте, како грозд на самата кора од целиот може да се милиони такви во самиот бубрев. А кој почесто добива цисти на бубрезите? Тие обичните? Симплекс, дали се тоа мажите или жените? Па не можам да кажам са точно кој добива, меѓутоа од ова што проверува во книгите пола некаде. И мене повеќе жени ми се чини дека имам оперирано, некој мажи со циста на бубрев. А операцијата, дали е сложена? Кога Не, става збор воопшто за обично цисти? тоа е релативно едноставна операција без разлика дали се работи лапароскопски или она класично, обично се оди ретроперитонеално, значи не се отвора абдомена. Што значи тоа, ретроперитонеално? Од странично се пристапува на бубрегот, се вади само цистата, операцијата дали трае сат и пол максимум. Релативно добро се опаруваат, така да не е воопште тоа и кај мене кога ќе дојде смо како релативно доста едноставна операција кој што секој уролог не може да ви ја направи. Откако ќе се отстрани цистата по хируршки пат, постои можност да се обнови проблем? Може да се обнови проблем. Вие го вадите тоа што го гледа, дали натака ќе прави нови цисти, дали во глава место така што извадено не може да направи циста, меѓутоа дали на други места ќе направи цисти, то стварно ниеден уролог, ниеден доктор не може да му предвиди. Така да и ако направи после 2-3 години, мислам апсолутно не може да го откривите операторот, тој е порасток на нова циста. Така да како натамошно после операција ќе се дали ќе прави нови цисти или не, то не може ретко кој не може да се претпостави. Доктор, јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување, за сите убави појаснувања поврзани со темите за кои што говоревме. Благодарам на поканата. Почитувани, ова беше се во денешната емисија која што ја реализиравме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Ви благодарам за вниманието со кое што и денеска не следевте. Ви посакувам пријатен ден.